Екипата на Бекстејдж ве поздравува од преубавиот амбиент на Specialty Coffee 7 грама еспресо, аеродром и во продолжение очекувам многу интересен разговор за тоа што спротив мене е Стефан Николовски, кој што одамна не сме го виделе во Бекстејдж. Здраво, како си, што правиш? Одлично сум, фала ви. Стварно некако на секој 4 месеци мислам дека се слушаме, така ќе се подзаборајме и ај пак одново. Супер сум, одлично сум, фала ви повторно што сте тука и што ме поканивте да бидам дел од вашите интервјуа. Виц битка, од идеја до реализација и до илјадници прегледи на социјални мрежи, на YouTube. Како се чувствуваш во однос на овој проект? Дали тоа што си актер ти помогна поубаво да си го тераш овој формат и да биде така интересен како што е за гледачите? Да, околу моментот со водењето нели на Виц битка и самата идеја, тука ми помага тоа што сум актер да го напишам на тој начин и така натаму и да го направиме и да го реализираме. Меѓутоа треба да си малку повеќе од актер за да ја организираш целата работа. Тука има и продукција, има луѓе со кои што некој на црвено не па. Тоа е трпението на македонскиот народ. Да. Само што светна зелено одма ти, значи како ми фали. И тоа 4 коли свират од еден, не е дека еден е нервозен, туку сите се нетрпеливи. Добро, мала па. Се деси кога да не си бил тука, нема врска. Така што да, треба малку повеќе од актерство за самата организација, треба продукција, многу луѓе се упрашање. Тоа целото да го искоординираш и така натаму. Јас не сум свесен за популарноста на Виц битка се уште. Не сум свесен за многу од работите, не очекував толкав. Ја очекував дека ќе биде окей, смешно е, хуморот секогаш го сакаат луѓето, убаво е. Очекував дека ќе има добри бројки, меѓутоа оваков одзив и цело време тоа им викам продукција, не знам како ја на оваа публика како да се ти одолжиш на таа публика, како е. Ова звучи многу благодарно и убаво од тебе. Затоа што како артист секогаш се прашуваш можно ли е преку 60 милиона импресии и прегледи има на сите 3 социјални мрежи. И едно е мислењето во продукцијата, сите ми кажат дека ништо твое е само да продолжиш да креираш. Дека тоа што ти им го даваш на луѓето и нив им е убаво да го гледаат и само не смееш да ги забораваш и да продолжиш да креираш. А секогаш некако се осеќаш како премалку да даваш, за тоа што они тебе ти го даваат. Не можеш да си поверуваш дека 60 милиони прегледи достигнало нешто. Сега, Стефан, кога сме кај толку прегледи и импресии, а што е пресудно за една добра виц битка? Дали е гостите да кажуваат добри вицови или едноставно енергијата помеѓу тебе и гостинот и колку вие се разбирате и како тоа некако слеано си оди? Па се некако кога е пакет целат, кога е добра епизодата, се должи и на енергијата помеѓу мене и гостинот, и на самите вицови кои што ќе бидат кажани. Некогаш дури има вицови што не се смешни, ама толку е добра енергијата, толку е кренат левелот на она скала на смеа во самото студио, кај што има повеќе луѓе што гледаат и толку е убава некоја пријатна енергија што колку и да не е смешен вицот, има некаква тензија за сите да се насмеат. И тоа е тешкото, например, кога си во Виц битката е тешкото бидејќи цело студио смее да се смеат и не смееш. И таа е таа тензија која ќе ти речат ај не се смеи на школа кога си бил например. Сега во контекст на ова, во која емисија, во која Виц битка ти конкретно најмногу си се смеел, а од друга страна кој е гостинот кој што најмногу те изненадил со својата смисла за хумор? Ерко, Берберот. Ми изненади тоа, мислев дека тоа е лесна епизода. Ерко е смешен човек, меѓутоа очекував, да, Бербер е. Како знаеше капацитетот. Да, он е Бербер, знае многу вицови, тоа е јасно. И тоа јас додека да ги одберам моите 122 вица за целата сезона, прочитав над 2.500-3.000 вицови, слушнав од мештани, од луѓе, од други градови и така натаму. И си викам, што може Ерко сега да знае и да испрезентира и да јас не успеам да издржам. Не ми беше реално дека Ерко ќе извади пиштолите и пушките на маса и дека има нешто што стварно не знам. И кога седнав кога сватив дека он има, као он одбрал 15 вица, па ќе видел кој ќе кажал од тие, викам, кај ги најде овој 15 вица, а викам, гарант ги знам. Кога почна ми кажува, првиот виц кога ми го кажа, и јас сватив дека кога ќе биде тешка битка и дека можно и да изгубам. Затоа што кога не очекуваш и целото студио не очекува, сите не очекуваа, кога се отвори целата на мене ми он смешен многу како лик. Ама дека извади вицови што никогаш во живот не сум ги слушнал, тоа беше пресудно да он мене ме направи лом. И најмногу се смеја со Никола Тодоровски.
И Тања Кочовска исто така, пошто Тања Кочовска беше... Јас се смеев со неа. Тања Кочовска беше, мислам, дојде. Тања Кочовска дојде во студиото, како влезе, вака, како ја пушти ногата, од таа минута почна да не роуста сите. Значи ти ми вика, што ти пробиваш роуст у Македонија, вика, демек ти сакаш у Македонија да почне роустот да живее, сега ќе видиш, ми вика. Како почна? Мене, камерманите, студио, што е ово? Викам, бе, чекај бе, после кој ќе снимаме тоа. Што, ти ли ги ми кажуваш бе кога да те роустам? Ломне, и сега уште пред да почнеме, она мене реално ме патосираше од смеа. И кога дојдовме на самите столчиња седнавме, почна вицбитката, тој ја кажа акција и толку, нема више, од тога натаму нема никаков начин ни концентрација, ни ништо да ја седнам и да ја гледам очи нејзи да не се смеам. Стефан, ти благодарам што одвои време за екипата на Бекстејдж и се гледаме повторно со летово, ќе бидеш активен и по градовиве со езерава и секаде каде што и ние ќе снимаме и ќе се дружиме повторно. Ќе се видиме пак, фала ви многу уште еднаш.